Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, Македонија. Добар ден, почитувани слушатели и гледачи на Радио Слободна Македонија. Вие сте на 96,0 FM. На вистинската фреквенција го гледате и слушате Гласот на народот. Велам, гледате, да ја подсетам, ние сме во живо на YouTube каналот. Навистина, да бидам искрен, да бидеш кираџе во собствениот дом, тоа е многу лошо, многу тешко и навистина е невозможно, но како одат работите некој по своите сценарија и својот диктат, како тоа го организира и прави Европската Унија, се да не зборам со атрибути, директно, насочно, ние сме веќе во таа фаза каде што се случува тоа што никој не сака, но ни го наметнува и сака да го реализира, да бидеме дај Боже домаќини, да бидеме во секој случај но кираџи во соседниот дом. Како православната црква гледа на состојбите и случувањата во регионот и државата? Тоа е мојот работен наслов, префериран од вас, почитувани, и мајчи факт, овие почитувани македонци, значи не само по биохемија, македонци кои си ја сакат државата, тоа се се собираат на платото пред владата на Република Македонија, во речи се повеќе од 70 дена, се со една цел да се одбранат својата татковина. Татковина која значи се, преди се. Која ќе речам прво човек да биде македонец, а потоа човек, тоа е нешто свето. Во црква се молиме за спасение наше, за помирување, но дали тоа кога ќе излеземе од свет, од храмовите, ние треба да бидеме тоа што сме денеска. Одродени, да бидеме, да се канибали, да се мразиме, да не се почитуваме, да не се сакаме. Тоа е прашање што денеска сакам да го третирам, а по ваше барање, моје задоволство, со владиката Преспанско-Пелагониски, администратор австралиско-новозеландски Петар. Владико, добродојдовте и благословите. Добродојдовме, нека е благословен денот. Еве, оваа емисија е потикната од Гласот на народот, од гледачите, со оглед дека барат одговор од вас, како владика, кој да имам искрен, кој заедно со вашето братство и со Светиот Христски синод стоите наистина стамено, што викам, на браникот на државата, единствени како да се сближи, да се спои, да се обедини македонскиот народ во заштита на сопствената држава. Реков, тешко е да се биде кираџија во сопствената куќа. И накратко на почеток, бидејќи морам да додам со тоа што имаше атакувања, велат во црква верникот се моли преку молитвите, а кога е на браникот секако ќе настапи како и сите бранители со патриотски песни и се тоа. Беше атакувано вашето име во делот на тоа зошто владиката Петар пееше патриотски родолюбиви песни. Па, едно на вашето прашање, мислам дека треба да се одговори. Јас обично се служам и со народните поговорки. Една народна поговорка вели оној што пее зло не мисли. Се разбира, песната треба да биде секогаш на свое место, во свое време и насочена или отпеана во духот на она на кое се случува. И посебно за нас, православните христијани, ние нормално и како свештени лица пееме црковни песни, но никаде не е забранено дека може да се испее и песна која поттикнува на еден збор на одбрана, на чување на татковината и исто така на
ukazivanje ili oddavanje dostojna počit na onije koji životite svoji položile za svoja tatkovina. Tokom u toj duh beše ta pesna odpejana i to ne prva, imаше повеќе песни отпеани од страна на сите присутни така натаму, а таму стануваше збор за песна што треба да се отпее на оние кои ги дале таму животите за Македонија, односно кои биле всушност предадени од една личност, како што биле многумина наши бранители на татковината, војводи и оние што целиот свој живот како света должност ја сметале одбраната на својата татковина, па ние знаеме дека за Македонија се испеани можеби повеќе од 1000 песни. Нема народ во светот кој толку песни испеал за својата татковина. Ако е тоа така, а е така, тогаш нема зошто нашиот народ да се насочува дека ако испеал некоја песна, дека тоа е големо зло. Се сеќавам како младо момче бев тогаш, кога беше земјотресот во Скопје, 1963 година. Да. Почнуваше секој радио, секоја емисија на радиото македонско, тогаш со песната Абре Македонче, за каде се спремаш, борба те чека, борба за слобода, нека разберат клетите душмани или шпиони, македонско име нема да загине. Тогаш не се работеше за војна во смисла на против некого да отвориме војна, ниту сега имаме желба и ту бараме да отвориме некаква војна, но ние сме секогаш во војна. Во каква војна? Па ако православниот христијан не е во војна со злото кое е во човекот, ако ние не водиме војна против гревот, тогаш ние сме соучесници со сатаната и со демоните кои се под управа на сатаната во злото. Тогаш сме ние оние кои сме го прифатиле злото и тогаш сме од другата страна на војната против доброто. А ние сме сега на војната против злото. Што значи, јас во тој дух, во таа насока, ова го кажувам и пак укажувам на тоа дека човек што пее и има добра намера, тој зло не мисли ниту за себе, ниту на својата татковина, уште помалку на својот народ. Во конкретниот случај, таму беше на тие луѓе за тоа го положиле својот живот, значи Методија Патчев и војската што биле предадени, како што бил и Ѓорѓе Сугаре предаден од Петре Лигушот, така што треба и да ги подсетиме сите оние кои можеби ќе се препознаат дека не се на браникот на татковината, како што биле нашите војводи, како што биле и честните татковци, дедовци, прадедовци и така натаму, или современите наши луѓе, кои за мали нешта, за ситни работи себе си се предаваат и своите души ги предаваат. Тоа е во тој дух, инаку православната црква секогаш кога се однесува по прашањето на состојбите, на лошите нешта, на војните, таа никогаш не ги одобрувала војните и е против сите војни, освен војна кога станува збор за одбрана на татковината или одбрамбена војна. Значи, од православната црква единствено одобрена е дури пак некогаш се сметаат тие војни и за свети војни, кога некој ја брани татковината, кога обрани својот народ, кога ги брани незаштитените луѓе, старци, старици, девојки, момчиња, мали деца, здрави, болни, така натаму и така натаму. Тоа е света работа, некој да ја брани татковината, да го брани својот народ, да го брани она што е, а ние имаме две свети работи. Нашата вера е светата работа и нашата татковина е светата работа. Кој управува со Македонија, Влади?
Па ние, мислам дека може би треба да го поставиме прашањето, а и всушност сега скоро сите, гледајќи ги денешните медиуми, особено телевизиите, каде што постојано сме информирани за се што се случува, очигледно не е прашањето кој управува со Македонија, кој управува и со светот. Имено, според она што го слушаме од луѓето кои се занимаваат како добри аналитичари со состојбите во целиот свет, значи не управуваат веќе со светот и државниците во одделни држави, туку тие се слуги на одредени корпорации, а тоа се богаташи, луѓе богати кои имаат многу пари и тие за да ги удвостручат или устостручат своите пари, тогаш ангажираат луѓе кои треба нивните програми што ги имаат тие направени за зголемување на нивните пари, за да видат милиардери од типот на Рокфелер, што поскоро почина, па Сорос и така натаму, така што Сорос токму така се представа дека е над Бога. Дека тој е Бог. Не над Бога, тој отворено беше прашан дали е тој Господ, да, рече дека е Господ. Се Господ ние гледаме дека станува збор за сериозен проблем, кога некој себе ќе се прогласи за Господ, тогаш тој човек може да биде слуга само на сатаната, во никој случај да биде Господ. Но без оглед на тоа, сакам да нагласам дека сега управува, значи, со светот, управуваат богатите луѓе, корпорациите и така натаму, кои си имаат своји програми и според тие програми ангажираат луѓе и купуваат луѓе и државници се купени и луѓе во врвните светски организации, како што се и Обединетите нации, како што е Европската унија, како што се и другите меѓународни институции што постојат, и таму ќе најдете, зашто тука е кога доаѓаат одделни емисари кај нас, вие сте свесни и секој човек гледа дека тие никаква правда не застапуваат. Тие имаат програма и таа програма или платформа и таа платформа мора тие да ја реализираат. Затоа добиваат пари и затоа кога станува збор за управувањето, значи со светот и со државите управуваат корпорациите и врвните оние кои што зашто од каде доаѓа да речеме војните во светот. Погледнете, војна имавме во Ирак, беше кажано дека таму се отвора војната затоа што имало хемиско оружје со кое треба да се уништат народи и така натаму. Се констатира на кратко што дека немало ништо од тоа, но војната причина како да се организира напри војна. Се отвори војна во Либија, се отвори војна во Сирија, се отвори војна во Афганистан, се отвори војна во другите таму исламски земји и така натаму, па ја фати дури и Украина и така натаму, а тука е начинот на тоа, значи интересот е во прашање, тука веќе некои од државниците и државите мора да си постигнат целта да го продадат оружјето и на тој начин се е во денешно време интерес. Така. Отсутството на националната свест и единство отсутство на единство, кон што водат овие две работи, Владико? Имајќи факт дека тоа го имаме во тоа што Македонија. кажавме дека прашањето е следното. Дека се случува во денеска во светот нешто што е погубно за наредот и поредокот, тоа е докажано веќе. Значи, сега владе едно време и се создава систем на анархија. Значи, кога ќе создадете во светот систем на анархија и таа анархија каде што има безредие, во безредието секако дека исклучиво полза од безредието имаат оние што го создаваат безредието. Како што народната вели во матно рибите се ловат, така и овие во војни ги користат сите своји
ги постигнува сите своји интереси што ги имаат, било тоа да е со материјален карактер, било тоа да е од друг карактер, да се покаже дека управуваат со светот, лидерство и така натаму, владење со луѓето, поробување на луѓето по разни основи, така натаму. И тоа сакам да нагласам дека практично денеска со светот, во светот се прават тие нешта, да се создаде пред се анархија, да се уништат на некој начин националните држави, значи да немаат луѓето национална свест. А кога ќе биде човекот без национална свест, тогаш тој мора да некому слугува, а ќе слугува или ќе робува на оној што ќе го плаќа, што ќе му даде пари, а за програмата што е направена, тој мора да испорача резултати, за да испорача резултати. Ако ги испорача резултатите, што ги зацртал оној што ги прави програмите, тој тогаш ќе ги добие и парите и така натаму. Еве имаме така отсуство на национална свест, а треба се спроведе на погубна, така наречена програма, платформа, која дефинитивно, како што реков, куќата Македонија може да биде уништена. Во таа насока сакаме да го прокоментираме нештото, имено исто во светски размери се заговара целосно раслојување или уништување на семејството. Значи, кога имате вие раслоено семејство, кога нема почит на децата кон родителите и кога родителите не ги воспитуваат децата, ги препуштаат на улицата или на господарите што ги купуваат и ги на дрогата и на сите пороци современи така натаму, тогаш веќе знаете дека оној што е зависен од било што и од порок, каков и од пари и од се и така натаму, тој е подготен се да направи, заради тоа што е зависта она што него го тера, го сили да го стори тоа што го стори. Па така, што го прави, да го направи. Во тој дух сакам и тоа да кажам дека понатаму, кога имате вие веќе раслоено семејство, кога имате анархија, кога имате веќе држава во која немате унитарност на државата, тука веќе некој друг управува, друг некој владее. Кога имате вие состојби, кога луѓето не знаат дека треба да го пазат она што е свето во државата, символите, зашто се знае дека кога ќе изгорите некоја знаме на некоја држава, тоа укажува дека тој символ го речи го сакате да ја уништите таа држава. Ако го изгорите знамето на државата, значи не ја сакате, ја мразите по секоја цена таа држава. Ако грбот сакате да му го смените, значи сакате да не постои она што е символ на таа држава како грбот што е и така натаму. Ако химната му ја смените на еден народ, тогаш значи што има тој народ повеќе заедничко со оние што ја создале таа држава. И црквата тука. И црквата секако. И така, значи, губејќи ја свеста за своето минато, за оние борците што ја создале државата, што ни го оставиле во аманет нам општеството, денешната татковина Република Македонија и така натаму, тогаш автоматски го водите народот во едно безсознание, односно да може да биде роб на се што ќе му се понуди нему и така натаму и така натаму. Со оглед дека имаме уште една минута до рекламите, јас би ја замолил на режијата, можеме да одиме, а со нас се Далибор и Дине, кој ќе ги замоламе на музика од духовната музика, значи разумна молитва, од делот на вториот дел на емисијата. Одиме со рекламите, се враќаме во студиото, почитувани можете вашите прашања ги упатите на нашиот телефон 02 3131 332, доколку милувате на темата како православната црква гледа на состојбите и случувањата во регионот и државата. Мој ваш соговорник е владика Преспанско-Пелагонински и администратор австралиско-новозеландски Петер. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Говориме за и околу случувањата
и состојбите во државата и регионот, апропо се ова што нам не се случува. Се случува повторни изјави на така наречени политичари во соседството, еве да го спомнам Еди Рама, Хашим Тачи, па слушам Харединај, го ослободија дента кога се случи тој настан во собранието. Исто така нелегитимен председател без волјата на народот. Овие челници кои ја проферира, ја донесува таа платформа и натаму велат, нам ни останува единствена цел, а тоа е голема Албанија. Што мислите за тие, некои ги наречува на лудничеви идеи големи држави, сето она? Тоа беше со Милошевиќ, тоа Туџман. Дали Запад ова пат сака да го реализира тоа долго очекувано чедо што го вика голема Албанија? Очигледно дека тоа е нешто што се случуваат, не се тоа само идеи и активности што се прават тука на овие наши простори во регионот и конкретно кај нас во Македонија, туку тоа се добро обмислени и добро организирани програми, планови и, како што нарековте, платформи на луѓе кои се надвор од овој регион, а луѓето од регионот се употребени или поточно речено злоупотребени во тие програми и тука обично кога се зборува за тоа зошто тоа се прави и како се прави, тоа е сето поврзано пак со интересите. Со кои интереси? Со материјалните интереси, со парите. Значи тоа мора некој ако нешто направи за тоа да добие пари, а од каде ќе ги добие парите, секој ќе ги добие од некои да речеме не честни и достојно заработени пари, туку пари кои се од криминални дејствија, сомнителни, од криминал со оружје, криминал со дрога, криминал со неморал, криминал на различни начини, така натаму и така. И тоа се од поземјето, значи се собираат тие пари, се дават и на тој начин се создава тоа што се создава. Изјавите на луѓето кои се надвор од нашата држава во регионот и уште повеќе изјавите на оние кои се најповикани луѓе од Европската унија, од другите институции надворешни, меѓународни и така натаму, од луѓе од Америка, од амбасадори, од представници на држави, тоа сето ги поттикнува луѓето на активност со која се создава еден судир и набој кај луѓето за да дојде до непосакувани последици, а тоа се пак војните како што во минатото било, така и сега. Секоја идеја за ширење на некоја држава, тоа е всушност, како што ви спомнавте, голема Албанија, тоа се така наречени освојувачки војни. Значи, затоа, за секој што намислил да прави освојувачка војна, нека биде подготвен дека ќе има реакции на таквото негово однесување, на таквото негово ангажирање од онаа страна, од оние кои се загрозени. Знаете дека нема човек, нема ни животно, нема ни суштество кое не се брани. А бранењето, одбраната е света работа. И затоа во конкретниот случај треба да се размисли сериозно колку ќе се добие со тоа и колку ќе се загуби така натаму. Дали гре да се брани состојната земја? Во таа смисла сакам да кажам дека одделни луѓе, како што вие спомнавте, го подгреваат регионот за да дојде до судири, и тоа сериозни судири. А пак некои луѓе кај нас во татковината, без оглед од која националност се и на кој народ припаѓаат, кога ќе ги прифатат тие идеи, тие стануваат жртви на нештото, зголемувајќи ја состојбата за немање понатамошна сигурна безбедност на овие простори, тогаш веќе се создаваат можности за да ескалира ситуацијата. А ескалацијата на ситуацијата е опасна за сите луѓе, а нека не мислат оние што мислат дека со војна можат нешто да направат, дека на крајот мора
и најзавојуваните страни да седнат на маса и да ги расчитуваат работите. Затоа е пожелно, штом ќе се создадат такви ситуации, односно уште пред да се создадат, да ги решаваме проблемите со диалог. Диалогот е најдоброто решение, но разумен диалог. Бидејќи ако ние се ги слушаме и ги реализираме оние нешта што поттикнуваат на судири, како што беше на една парламентарка од партијата на Рама, Дода, која ја нарекува нашата таткови Нели Рида, понатаму изјавите на Нишани, понатаму изјавите исто така на Тачи исто имаше. Тачи, па изјавите на оној Муслиу, што беше дека голема Албанија до ниш ќе биде ништа, дека натаму. Знаете дека тоа кон што води. Еве, ние слушнавме дури и некои луѓе кои, односно представници на држави, како што е министерот за надворешни работи Коцијас на Грција, дека и тие ќе се застапуваат за унитарноста на нашата татковина. Сега замислете дека автоматски тука се погодени на овој регион сите кои каде што би се простирала таа така наречена голема Албанија, тоа се црногорците, србите, кои... Дали е загрозено православието? Па, конечно, мислам дека во секоја војна имате во голема мера и еден вид загрозување на интересите на одделна вера или религија. Во конкретниот случај секако ова се шири кон православните земји. Мора се каже дека отворено дека и Црна Гора е православна, и Србија е православна, и Македонија е православна, и Грција е православна, и Грција и така натаму, и дека поттикнувањата се пак и од таа гледна точка, не можеби исклучиво од религиозни побуди, но се поврзани и религиозните побуди со желбите за територијална експанзија или ширење на држави и така натаму. И ова мислам дека не е добра работа и треба да се оди кон тоа, зашто и Карл Билд, тој тоа го има кажано се на изјава дека најголема закана за Европа било православието поддржано од Русија и така натаму, што значи овие работи ги подгреваат да дојдат до вакви судири, токму луѓе кои треба да ги смируваат. Тој му се обрати исто така своевремено на Јанес Јанша, дека тој го подпалува огинот во Македонија, а овој му одговори како што му одговори. Знаете, дека вие го запаливте огинот во Македонија со сменување на власта, како што на многу места кажа дека со сменување на власта... Дали тие трабелмекери или белјаджи сака да го запалат бурето барут на Балканот и да се појави таа балканска очигледно дека во Вклучувајќи Македонија како што има делно така една... Очигледно дека стратегиското место што има Македонија било и во минатото како раскрсница на истокот и западот, па и на југот и на северот и така натаму. И тука се водеа тие жалосни првата и втората Балканска војна, тука беше исто така првата усредоточено првата светска војна, тука војува меѓу себе французите со противниците нивни, што беа, се разбира, со своите сателити. Кон Германија беше приклучена Бугарија и Албанија со Италија, од другата страна бе Србија со Франција, па Америка и Англија со Грција. И гледате сега, големите сили се тие што ги кројат границите и што ги создаваат војните, како што ги создадоа, како што ги спомнавме, и војната во Ирак, и војната во Либија, и војната во Сирија, и војната во Украина и така натаму и така натаму. Петар, предавството е едно од најголемите во деломитарствата, значи смртни гревови се. А ние имаме денеска околу нас голем број на така наречени политичари кои се слушаат со предавство. Тоа е општо јавно мислење на народот. Од друга страна има политичка партија, тука партија не сам да спомнам, но ни групација, некои македонци кои честно пружат рака за македонско национално помирување. Еве, вие ги гледате.
тука собран е македонски народ, тука нема политичка партија. Видите, кој сака да се одбрана државата. Во нашиот случај не се работи за предавство, се работи за велепредавство. Уште полошо. А предавство е кога некој некого ќе предаде, Што кодош или да и така натаму и така натаму. Но кога некој врши предавство на татковината на државата, тоа е велепредавство, значи најголемо предавство е тоа што може да биде. Во православната црква, кога станува збор за предавство на државата или велепредавството, тогаш ние, например, не смееме како свештени лица да ги оддаваме тајните на исповета на некого. Но ако дојде човек кој врши велепредавство, ние сме должни да посочиме која е личноста и да бараме подитно, значи да кажеме овој човек врши велепредавство зашто ќе има заради тоа велепредавство војна. Последици. Во татковината последица војна, невин народ треба да пострада. Значи единствен начин кога оној што исповета може да ја каже и личноста да ја посочи во православната црква е кога станува збор за велепредавство. Значи овде кај нас се работи веќе за велепредавство, не за предавство и така натаму. Во таа смисла сакам да посочам и да кажам дека знаете како доаѓа до насилствата. Не е секогаш насилството кога некој физички некого ќе нападне, туку кога некој дури и ќе го предизвика некого, овој физички да го нападне него или нешто друго да направи. Тоа е еден вид подбуснување, вие слушнавте, имавме ние сериозни поттикнувања на луѓето за да дојде до она што дојде. И во парламентот, вие се сеќавате можда добро, кога еден од новинарите, не сакам да му го споменувам името, рече дека треба да се убијат сите патриоти почнувајќи од претседателот на државата. Тој ништо не одговара во општество. Во едно разумно општество, каде што има ред и поредок, каде што треба да функционираат судството, правосудството, органите на судовите и така натаму, тој човек требаше веднаш да биде уопсен, затоа што тој направи нешто што е страшно. Да повикаш ти на убиство на луѓе кои си ја чуваат татковина, почнувајќи како патриоти, почнувајќи од претседателот и сите останати и да не одговара за тоа ништо. Тоа е страшна работа. Каков пример даваме ние на младите, на децата, а ините генерации, кога исто со слични такви провокации се произнесува и други некои професори универзитетски, кога вели професор универзитетски дека овој народ прекрасен тука што доаѓа, што се собира кој тивко, мирно, ја искажува својот револт за тоа што државата му е во прашање дека ќе го загуби името на својата татковина, ќе ги загуби символите на државноста, унитарноста на државата, химната, знамето, грбот, белезите и така натаму. И сега наеднаш кон тој народ имате вие еден професор универзитетски кој го нарекува него со најпоградно име дека тој бил она како што беше речено, од ниска протеинска. Измет, со еден збор измет, простете, морам кога новинар тоа да цитирам. Сега, ако е тоа така, ако така се изразуваат тие луѓе, или друг пак професор универзитетски, удира момче и го тепа, а пред тој и жени тепаше така натаму, и тој го тепа момчето и му пцуе мајка Вомбровска. И тој никако нема одговорност овдека. Кон што тоа поттикнува? Кон насилство. Ако тој така може да се однесува, зар мислите дека од друга страна не ќе се најде некој што, ако не нему, на некој друг ќе возврати со истата мера? И мислам дека поголема вина, ако не поголема, барем иста вина имаат оние што ги предизвикале луѓето да влезат во парламентот и да го направат тоа. А тука предизвикувачите се оние што ги прекршија, извршија насилство врз државните закони, врз уставот на Македонија, врз деловникот за работа на собранието и така натаму. И вие што вршите насилство врз институциите на државата, правно и така натаму, очекувате дека ќе има возврат на тоа. Во тој дух
на нештата, знаете, кога така ги поттикнувате луѓето, така кога ги насочувате, кога еден од тие професори исто така универзитетски кажа, фатете го председателот на парламентот, односно преседавачот, така натаму за уши и сврлете го оттаму. Па тие треба да бидат уапсени, а не после да бидат овие другите уапсени што го направи она злодело. Значи тие ги поттикнаа на тоа. Ако не ги поттикнеа тие на тоа, немаше овие тоа да го направат. Знаете како се прави? Ќе ги насочите луѓето, ќе ги предизвикате да направат зло, вие не сте виновникот, а виновници се оние што од желба за да си заштита достоинството на својата татковина, за унитарноста на државата, за символите на својата татковина, за редот и поредокот, за правото и така натаму. Од друга страна имате вие врвни светски, така ги наречеме овдека, кои доаѓаат како олеснители, помагачи и така натаму од парламентот на Европа и така натаму, кои тука доаѓаат као да ни помогнат и така натаму, тие никогаш ниту еден збор не кажаа за да ги прекорат оние што тоа го поттикнува, туку веднаш дојдоа со осуда на оние што се спроти, што направија како одмазда на предизвикот. Што значи, со други зборови кажано, секојаш треба да се уништи предизвикувачот на болеста. Вие ако имате тешка болест, се знае дека треба да се открие дијагнозата. Дијагнозата е предизвикувачот. Ако се уништат предизвикувачите, односно не луѓето, туку нивните мисли, што нивните намери, нивните желби, нивниот долг јазик и нивните поттикнувања, тогаш веќе ќе имате ред и мир и поредок во татковината. Значи, сите овие луѓе што вака се однесоа, придонесоа до овој степен да дојде. Ама јас друго се плашам. Се плашам од она што кога народот, како што веќе некој рече, кога ќе почне да молчи целосно. Се сеќавате, има еден така не баш многу учен кнез во соседна држава наша, кога бил многу практичен и го кревал данокот постојано и кога народот најмногу се кренал против тоа, тој рекол сега симнувајте го данокот, ама сега зашто го симнуваме, сега молчи веќе народот. А кога молчи е најопасната работа, да не го предизвикуваме и да не го подценуваме овој народ што се собира и што тивко тоа го изразува и со пеење, биејќи зло не мисли така натаму, зашто тој народ кога ќе замолчи се плашам дека ќе биде најлошото. Затоа треба тој народ да се повика и да се сослуша она што го кажува, она што го препорачува, она што го бара, треба да го слушне оној што е повикан и да му излезе во пресед и така натаму и така натаму. Би сакал да ја развијаме на теорија, али ме заплашува, како веќе видимо, 1914 Гаврило Принцип беше, да речем така, кобајаги, или под некој изговор да се создаде Прва светска војна. Се знаеше која беше мотивот. Тука, и покрај тоа што човекот кој се вика Никола Груевски, јас си земам за право као новинар, вас не да ме внешам во дискусијата, вие можете поинаку да ми одговорите, доколку милувате, кој даде придонес, направил, изградил и најмногу што го отворил умот и душата на македонецот да се чувствува како македонец и како македонски верник на Македонска православна црква. А не под други титулари, некому му пречеше. И му се создаде ова што се создава на државата. Не збориме за Никола Груевски како име или како лидер на политичка партија, збориме како народ, бидејќи зад Груевски стои македонскиот народ, стои Македонија. Вака, јас мислам минако и конечно, дали светот сака да направи војна, нова балканска војна, користејќи ги овие платформи, да речем со така наречени криминални дејанија и редови работи и да дојде до тој. Јас мислам дека сега не треба воопшто и не овој народ овде и не треба и дури да има некој партијски да е поттикнат да се оди од позиција на партии. Сега не е во прашање, партиите настрана. Да се забора од настрана. Од нека останат партиите настрана, сега е унитарноста на државата и не може некому да импутира дека е тој оној што застанал зад некоја партија, ако
во голема мера неговите мислења и неговиот став за татковината, за одбрана на татковината, за унитарноста на државата, за символите на државата се поклопуваат. Зашто ние видовме и во овој народ има луѓе од спротивната партија кои не се Секој ден ги гледаме, не со се демократска партиски ситуација. определени тие. Тие може би утре пак ќе си гласа за таа партија и тоа е нивно право. И има може би некои други пак обратно од партијата која беше и се уште во владата бареме на власт, така натаму биле, па сега се префрлили на другата страна, како што некои веќе беа во коалиција, па ја напуштија коалицијата и тоа сега се најголеми викачи од другата страна и така натаму. Сончо гледа или да Тоа не е сегаво прашање и не смеме да ги мешаме и да ги ставаме на работите во партиска ситуација, туку исклучиво сега се во прашање работите дали ќе ја спасиме татковината од она што и се заговара, а заговорот е голема Албанија, со платформата, дали ќе дозволиме со комшиите, со сите да се закрвиме поради геноцидот, што треба да се признае од таа платформа, се вели врз србите, но не врз србите само, тој ќе биде геноцид фрлен и врз другите, и врз бугарите, и врз грците, и врз оние држави кои во тоа време управувале или биле сојузници на тие соседни наши држави, така натаму, а згор на тоа е дека и ние сме биле народ или држава до 56-та, од 44-та до 56-та година, геноциден народ и геноцидна држава, дека сме вршеле геноцид врз албанците, што е недопуштиво, зашто знаеме дека тие што ја создава тогаш Македонија, ја создава и има во самите своји редови, во основ луѓе кои беа и албанци, и турци, и роми, и од сите националности, така натаму. И не може да се смета дека тогаш извршен некако геноцид врз албанскиот народ, а од друга страна, најлошото што е, кога и оние луѓе кои денеска вршат насилства, убиства, и тоа страшни убиства, се од нивните народи, во соседните државите во Косово, ги прогласуваат за херои. Значи, ако некој убија невини жртви, невини луѓе сега, како она што беше во Диво населје, како децата во Смилковското езеро, и тие ги прогласувате вие за херои, како оние што во војната 2001 година беа нарекувани дури од едни дека се и терористи, така натаму, после ќе ги помилуваат и така натаму, па тие ќе управуваат со државата, тогаш веќе кај одиме мора да се стави крај на тие работи, да се рече дека ако се простува на сите, ама од денеска натаму мора редот и поредокот на државата да се запази, да профункционира сите институции како што треба, а ако треба одговорноста од 91 наваму за секој што направил престап и злоупотреба, криминал, од секако вид, да биде одговорен, да одговара и тоа, да одговара хронолошки. Првите што го направиле криминалот, први да одговараат. Последни да одговараат. Интересно, сега слушате со реклами, се враќаме во студиото, значи ве очекувам на 313-332 Ладика Преспанскопелагонски, администратор австралиско-новозеландски Петар, ево гласот на народ. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Спомнете ви за велепредавството што е еден голем смртен греф. Ја би го додал, тоа е заговор, дали може да речеме заговор. Што Македонија се соочува во моментот, од е многу тоа лошо и тешко, кој ќе биде погубно. Кој ќе биде погубно за сите нас. Па, кога станува збор велепредавството, тоа всушност е поврзано на некого со некој друг. Значи, тоа е здружување
на одредени лица или здруженија или организации или држави и така натаму против некого. Може да биде заговор и на неколку мина против некоја личност. Имаме ние во Светото писмо кога 40 мина направиле заговор да го убијат свети апостол Павле и рекле дека нема да јадат леп и да пијат вода додека не го убијат него. Тогаш црквата за заговор е најстрога. Имено кога луѓето ќе се здружат по таа основа за некого да ликвидираат, да линчуваат само заради некои нивни лични интереси или заради одмазда и така натаму, тоа е страшна работа. Државите, како што била Византија, заговорот го казнувале најстрого. И овде има секако заговор кога вие ќе видите дека луѓе кои се ортачат или заговараат заради некој интерес. Имате луѓе македонци и албанци, имате турци, имате власи, имате од сите националности кај нас, и кога злото треба да го направат, тие се обединуваат. Значи, не е нивната поделба по основа национална, не е нивното здружување по национална основа, не е нивното здружување по верска основа, нивното здружување по целта која ја имаат интересот, а во конкретниот случај интересот е на заговорувачите да се профитира. Значи, имате во одредени моменти заговор кој луѓето треба да оплячкаат некоја банка или нешто други, така натаму, и тие се здружуваат од сите националности во тој заговор, во тоа здружување се вклучуваат и така натаму. Истото и овде е кога веќе некој кој нема веќе национално чувство, туку има свој самоличен интерес, и тој тогаш прави заговор со другиот, кој може би на религиозна основа, од каде што овој потекнува и оној што потекнува се непријатели, или по национална основа и така натаму, ама по прашањето на интересот се истомисленици. И овде, значи, веќе имаме ние за жал не само и заговор, туку имаме уцена. Значи, јас, ако ве имам вас во джепот, по разни основи, и можам да ве уценувам, тогаш ве принудувам вас, вие да со мене се ортачите, се здружувате, односно се заговор правиме, да учествуваме во она што сум го намислил јас да го направам злото. Сега, дали е тоа во прашање моите желби за да дојдам на власт, или во прашање материјално се збогатам, или да постанам лидер, или не знам што и така натаму. Значи, овие работи се страшни и опасни, и заговорот треба да биде осуден, и затоа црквата заговорот го смета како едно од најтешките гревови, но и државите како Византија, што била луѓе и институции и здруженија што правеле заговор, биле осудувани со најстроги казни. И на крај само конечно за дабл стандард, или двоен стандард на меѓународната заедница кон Македонија. Па, двојниот стандард што го направи меѓународна заедница и се уште го прави со остатокот од администрацијата на Трамп и така натаму, со луѓе што дојдоа од Европската Унија да ни кажуваат овдека дека да биде застапено правото и така натаму, а од друга страна ја отфрлија и ја заборавија пресудата, Хашката пресуда во врска со нашето прашање со Грција и така натаму. Тие двојни стандарди и ваквиот однос на одделни луѓе и значајни личности, професори така натаму, политичари кои не водат грижа за последиците од нивните искази, од нивното однесување и така натаму, тоа ќе доведе во ситуација, ако навреме не се останат таквите однесувања, ако не се почитува правото и законите државни,
се разбира во тој контекст и на црковните закони, дека ќе се создаде она, како што рековме, една анархична состојба во државата, тоа веќе води кон страшни судири, пред се вербални судири, од вербалните судири, како што слушнавме во самиот парламент, затоа што некој му кажува на другиот брат парламентарец дека ова не може да го правиш, а тој оттаму му вика ќе те убијам. Знаете што значи тоа? Ако веќе закан имате вие јавно во парламентот за дека ќе те убијам, дека ме навреди, така натаму, мора да престанат предизвикувањата со зборови какви што спомнавме и од страна на новинари, и од страна на професори и од страна на политичари, и да се симне работата на едно достоинствено ниво и да се решаваат прашањата онака како што доликува на цивилизирано општество и на луѓе кои се на некој начин се нарекуваат интелектуалци, а посебно жалостна состојбата на еден голем дел од интелектуалците кои денеска за жал не придонесуваат да се реши проблемот, туку се еден вид сеирџи, гледајќи како уште повеќе се зголемува буната што се создава и судирите меѓу луѓето и така натаму, наместо да помогнат, тие одмогнуваат со нивното незаинтересирано гледање, вклучувајќи ги и врвните интелектуалци, академиците. Владико Петар, благодарам што сте гостин во Гласот на народот и посакам добро здравје и успех во вашата работа. Почитувани, тоа беше Гласот на народот, мој гостин Владика Преспан-Скопје-Лагодински и администратор австралиско-новозеландски Петар. Вие бевте на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, автор и уредник Слободан Томич, со мене беа Дине и Далибор. Значи денеска е 11 мај 2017 лето господово, продукција Радио Слободна Македонија. Далибор, може колку толку разумна молитва да се поздравиме со слушателите и гледачите и да превладува разумот конечно во оваа златна наша Македонија за многу години. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.